Проблемите со бездомните куќиња се секојдневие по улиците, тие кога се мали се толку убави што често родителите на своите деца одлучуваат за подарок да им земат малок утре. Кога истите стануваат возрастни, добар дел од нив завршуваат на улица, но и кога миленичето е женка, по парењето леглото завршува каде што ќе стигне само да се ослободат од малите. Куќиња има многу, колку и да се работи за нивно згрижување, пак ќе шетаат по улиците. Ако на некого му е проблем да чува повеќе еденки, постои кастрација и стерилизација, зошто да се остави куќето на милост и немилост, а доста од нив имаат претрпено и малтретирање кои создаваат трауми кај нив. Па природно е тоа да се брани и да биде поагресивно кога освојува територија, додаваат граѓаните. Бидејќи ги пушта, а некои каса по улиците, а за малите деца не смееме да ги пуштиме. Јас сум баба на внука 6 години, она сака да ga милува и за малци сакаше прсчето да и фати, ама се погоди добро куче, воспитано. Значи, тие што ги зима како миленичиња, нека и најдат место, а не улицата. Лошо е што некој ги чува, па не може да се откажуваат од нив. Кучињава, брате, не се криви, не се виновни. Не сме безбедни, на секој чекор може да те апне. Ама куче не е виновно, треба да им се најде местото. Постојано се водат кампањи за подигнување на свеста кај сопствениците. Цело време преку едукација се укажува на предностите на кастрација и стерилизација. Има случаи кога некое куче ќе се огласи за вдомување, дори тогаш сопственикот да се го побера назад. Неопходно е да се чипирани сите миленици преку кои ги има сите информации за единката. Тоа е за сечие добро укажува, веди директорката на јавното предпријатие за третман на улични куќиња Лајка Радмила Пешева. Кај нив има од сите раси на куќиња кои се мирни, а за напад од куче мора да има причина, дали е предизвикано од животот што го имало тоа предходно или во моментот се присетило на травматичен момент, додава таа. Во нашата програма е масовна кастрација и стерилизација на кучињата како некаква мерка за спречување на нивниот број понатаму да се размножуваат на улица. Зборуваме за бездомните. Секако дека агресијата се намалува. Пред се со решавање на овој хормонален статус тие се помирни, немаат потреба да се групираат во глутници, не трчаат по женки, немаме прилив на нови легла, значи немаме потреба мајките да ги бранат децата. Знаеме дека во овие ситуации најмногу агресија се јавува кај кучињата. Значи кога се собира глутница околу женка и кога женка го брани своето легло. На овој начин со решавање на овој хормонален статус, со смирување, се смирува и нивната агресија. Меѓутоа, јас понатаму во светло на ова прашање би одговорила и дека реално прашање колку сите овие напади на улица кои што луѓето ги пријавуваат се реални. Затоа што истите кучиња кои што ние ќе ги заловиме по пријава на граѓани за агресивност или за напад, кај нас го поминуваат многу успешно тестот за социјализација. Значи тестот за социјализација и агресија е дел од севкупниот процес кој што кучињата го минуваат во прифатилиштето. Кучето учи од искуство, значи, како што реков, или некаков звук, или некакво движење на телото, замавнување со рака, може би луѓе некои со ништо не предизвикуване, панично реагираат, само кога ќе видат куче, нормално, многу од граѓаните имаат страв. Тоа негативно делува кај кучето, тие не го читат како страв, туку како агресија од човечка страна, викање или може би движење неконтролирано со рацете, со нозете, на човекот за да се одбрани и кучето смета дека дополнително треба да се брани. Така да треба внимателно да се постапува со уличните кучиња, тие се наша реалност, ние активно се бориме да го намалиме бројот со нашата програма и со тоа што секојдневно повикуваме на одговорно сопствеништво. Луѓето да не создаваат легла, да не ги испуштаат своите кучиња на улица неконтролирано да се размножуваат, да не ги напуштаат и да вдомуваат куче. Значи, го потикнуваме вдомувањето наспроти купувањето на кучиња, затоа што така не само што сме хумани, учествуваме во решавање на комуналниот проблем и даваме пример на другите, затоа што сите овие живи суштества на улица сакаат реално куче живее покрај човек и она сака некому да припаѓа. Сите се во потрага по дом. Последна актуелна тема со кучињата скитници имаше пред 2 дена кога имаше 4 пријави за напад во ист ден.